Минималната плата од март годинава ќе изнесува 26.046 денари, се зголемува за околу 1.600 денари. Владата не попушти и пресече дека таа само законски ќе се усогласи. Сојузот на синдикатите на Македонија демонстративно ја напушти седницата на Економско-социјалниот совет. Најавуваат дека борбата за 600 евра минималец и 6.000 денари раст на сите останати плати ќе продолжи од улица со протести. Како што се плашевме, на денешната седница на Економско-социјалниот совет претставниците на владата планираат да ја усогласат минималната плата само онолку колку што е законското усогласување. Сојузот на синдикатите на Македонија не може да биде соучесник во состојба која за работниците значи, односно само за оние работници кои примаат минимална плата 1.500 денари. Бараме 600 евра минимална плата, за најмалку 6.000 денари зголемување на сите останати плати. Министерот за економија Дурмишија кажа пресметката. Минималната плата од март се зголемува за 6,86%. Со ова согласување минималната плата која во 2025 година изнесуваше бруто 36.037 денари во бруто износ, за 2026 година ќе изнесува 38.507 денари бруто, односно 26.046 денари нето. Тоа представува зголемување од 2.470 денари во бруто износ, односно 1.667 денари во нето износ. Премиерот Мицкоски рече дека минималната плата се зголемува, а платите растат секаде каде владата е работодавач. Денеска на дневен ред е информација за висината на минималната плата, која што ќе биде во 2026 година согласно закон. Очекувам дека на следна владина седница, утре или следната недела, мислам дека уште утре ќе биде да тоа го поминеме и како влада, и потоа нормално согласно висината на минималната плата од април за март практично да почне истата да се исплатува. Работодавачите пред седницата кажа дека немаат став од своето членство, бидејќи седниците се закажувала 5 до 12. Овој економско-социјален совет е закажан во петокот, напладне за денеска во 11 часот. И постојано напоменувам дека ваквиот начин на закажување на состаноци е многу несериозно од страна на институцијата која го прави тоа, бидејќи сите ние делуваме институционално и имаме тела во организацијата кои треба да бидат консултирани за било какви точки, особено точки од ваков тип. Уште повеќе што точката за минималната плата беше додадена денеска Сабајлево само како една точка, без никакви материјали, без никакви